основното училиште Димо Хаџидимов во Влае, во Скопје, е Игор Манасиевски. Игор, навреме ли беа отворени избирачките места? Така е, бубесевуваме од основното училиште Димо Хаџидимов од избирачко место 2651 во Влае, општина Карпош. Можам да констатирам дека тука навреме пред малку беа отворени избирачките кутии, избирачкото место. Веќе го имаат и првиот гласач. Претпоставувам луѓето си брзаат да си го фатат денот и да им остане понатаму за да си ги извршуваат своите обврски. Гласањето засега без никакви проблеми се одвива. Подготовките што им беа претходно си ги завршија. Ние бевме со нив тука додека им траја подготовките од она што го видовме на самото избирачко место претходно што било гласано во текот на вчерашниот ден. Тие гласачки ливчиња беа ставени заедно, комисијата ги отвори пликоата, ја отвори таа кутија, ги распоредија во кутиите за секој гласачко ливче според својата боја. Само да напоменам, во градот Скопје, за разлика од другите градови, има 4 кутии за гласање, во другите градови има 2. Во градот Скопје се гласа посебно за градоначалник во општината во која гласате и советници во советничка листа. Во другите кутии се гласа за град Скопје за градоначалник и советници за во градот. Затоа во градот Скопје има 4 ливчиња, секој гласач добива 4 ливчиња и понатаму процедурата е вообичаена, но еве да ја спомнеме бидејќи почеток на избирачкиот ден, забрането е сликање со мобилни, забрането е носење оружје. Ако некој случајно извади мобилен и се констатира дека слика на гласачкото место, веднаш ќе биде повикана полиција, сето тоа ќе биде заведено, така да до гласачите совет од избирачките места е воопшто не го вадете телефонот, нека ви остане во джеб во текот на гласањето. Гласањето се одвива зад параваните. Она што е новина од пред неколку години е оној апарат конкретно наречен УБИК, односно Уредот за биометриска идентификација, кој што е првото нешто кога ќе дојдете и кога ќе даете лична карта, кога ќе ве проверат на УБИКот, треба да се внесе отпечаток од прст за да може да се одвива гласањето непречено. Сега кратко ќе поразговараме со председателката на ова избирачко место. Добро утро. Кратко само да прашаме дали се беше во ред, како течеше гласањето. Последно време овие апарати ве знаат на почетокот да прават проблеми. Кај вас како беше утро? Се беше во ред. Избирачкото место се отвори точно на време. Првиот гласач, како што видовте, го оствари своето право на гласање. Немавме никакви проблеми со апаратот за биометриски отпечатоци и успешно тече до сега гласањето. Благодарам ја за ова вклучување. Ние кратко само да се одјавиме со констатација дека во ова гласачко место за сега почна успешно гласањето, веќе го имаат и првиот гласач, така да се надеваме дека така ќе остане и во текот на денот. Игор, ти благодарам. Игор Манасиевски во живо од основното училиште Димо Хаџидимов за тоа како почна гласањето во едно од гласачките места во ова училиште.